Благодарам, председателе. Почитувана јавност, почитуван колега Велковски, кажавте дека овај ребаланс е потребен за да се зачува функционалноста на здравствениот систем и губењето на работните места. Јас сакам да наведам неколку работи во однос на функционалниот систем, да ве потсетам дека во моментов, за жал, имаме на 28.000 позитивни случаи и 949 починати, што во моментов по глава на жител во светот сме први во однос на смртноста од оваа пандемија. Да ве потсетам исто така дека државното здравство во овој момент не нуди брзи тестови за граѓаните, односно граѓаните чекаат неколку денови за да се тестираат и најчесто се испраќаат и во други градови, што пак е причина над 50% од граѓаните да ги посетат приватните лаборатории за да направат тест, каде што тестот чини најмалку 50 евра. За жал, во изминатите денови исто така сведок бев дека на Facebook се бара крвна плазма, а веќе имаме над 20.000 оздравени и тоа е уште еден доказ дека државата не води грижа да набави крвна плазма од оние кои што се излечени, затоа што државата треба да има евиденција кој од каква крвна група е. Понатака, во однос на економијата, ги споменавте мерките, во првите 3 пакет мерки, во кои што бе обезбедени над 500 милиони евра, за жал реализирани се само 1/3 од мерките. Тоа исто така говори за нефункционалноста на оваа старо-нова власт. Над 46.000 граѓани го изгубија своето работно место, над 20.000 ученици не можат да се вклучат во образовниот процес и вие, наместо да имате екстензивен ребаланс на буџетот, вие лоцирате средства на погрешни места. И истите, што е најтрагично, не знаете да ги искористите. Во моментов имаме највисок дефицит и најголем јавен долг, кој што изнесува 60% од бруто домашниот производ и не знам до каде ќе оди ова ваше тонење и не знам каде е дното. По сите негативни параметри во моментов сме водечки во регионот. Благодарам.